Кратки најави за денес. Повозрасните граѓани почесто барале поддршка од психолог во пандемијата. Пациентите од Сдруженијето Храбро срце се уште чекаат ослободување од партиципација. Матичните лекари од Охрид се приклучуваат кон барањата од ЕСНАФ-от. Се решава деценискиот проблем со водоснабдување во Горно Коњско. Невремето во Европа однесе 5 животи. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Гледајте не. Во Охрид денес свежо утро, а во текот на денот имавме сончево, ветровито и надпросечно топло време. За овој период од годината се измерени максимални 12 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон сабота ведро и студено. Утре над Северна Европа времето нестабилно со врнежи од дожд и снег со ветар. Локално на Северна Пиринејскиот и Балканскиот врнежи од дожд, над Алпите врнежи од снег. Во останатите делови од Европа стабилно на облачно. На Балканскиот полуостров во сабота претежно сончево време со локална облачност и надпросечно топло време. На северот полуостровот услови за дожд. Максималните дневни температури на Балканот во интервал од 9 до 18 степени. Во Македонија во сабота студено утро со пад на утринските температури кои ќе бидат во интервал од -4 до +4, а во текот на денот сончево и топло време. Максималните дневни температури од 13 до 20 степени. Во Охрид во сабота свежо утро, во текот на денот сончево, ветровито и топло. Минималната 3, максималната дневна температура 15. И во недела облачно време, посвежо со дневна температура до 12, а во понеделник умерено облачно време со сончеви периоди, попладне нестабилно со врнежи од дожд и температура до 13. Во вторник веќе ќе имаме облачно време, ќе има врнежи од дожд, ќе биде студено, максималната дневна само 6. Во доцните попладневни и вечерните часови слаби врнежи од дожд и снег. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Повозрасната категорија на граѓани почесто барале помош од психолог во пандемијата. Граѓани од регионот барале совети како да се справат со стресот и самотијата. Беше и се уште е потребна да работи отворената линија за давање психолошка помош и психосоцијална поддршка која функционира во општинската организација на Црвен крст. Повозрасни граѓани од регионот барале најчесто совет од психолог за да се справат со стресот и осаменоста кои што ги наметна пандемијата, информира психологот Ранко Раткушиновски. Тој е во секојдневен контакт со граѓаните кои бараат помош и се јавуваат на отворената линија за прва психолошка помош и психосоцијална поддршка која функционира во општинската организација на Црвен крст. Психологот споделува дека на почетокот од пандемијата биле почести јавувањата од повозрасни граѓани од целиот регион. Постоењето на оваа стручна помош за граѓаните беше и се уште е потребна, покажува досегашното искуство на Раткушиновски. Најчесто се соочува со анксиозност, панични напади и луѓе кои што сакаат да се информираат како што да прават. Ние се надеваме и сакаме што помалку да е бројот на луѓе кои што му е потребна ваква помош. Ние сме тука за сите на кои што му е потребна оваа помош и мислиме дека
на тој начин ќе придонесиме луѓето да се растеретат од тој стрес кој што го носеа претходниве неколку години за време на пандемијава и да продолжат понатаму нормално да функционираат во секојдневниот живот. Покрај можноста граѓаните да се јавуваат на телефонската линија во Општинската организација на Црвен крст, може да закажат и лични средби со психологот. Тоа е уште еден начин за стручните лица да помогнат во подобрување на менталното здравје кај граѓаните. Најчесто се психолошки советувања и кажувања на некои механизми, техники и методи кои што може да ги применат самите дома се со цел сами да си помогнат на состојбата во која што се наоѓаат. Доколку видиме дека барањата на јавувачот ги надменува нашите граници на действување, дека сепак ние како психолози имаме ограничена можност да действуваме во различна проблематика, тогаш ние се консултираме или ги препраќаме да се јават на други соодветни броеви, односно стручни лица, како што се матични лекари, психијатри или соодветен стручњак за нивната потреба. Психологот напоменува дека во минатата година фокусот за подобрување на менталното здравје бил ставен и на помладата популација. Биле одржани повеќе работилници за психолошка помош кои предизвикале силен интерес и кај младите луѓе. Матичните лекари од Охрид се приклучуваат кон барањата на ЕСНАФ-от. Дадоа поддршка на денешниот протест, но при тоа работеа со итните пациенти. Матичните лекари порачаат дека здравствените власти треба да го слушнат нивниот глас и да го спречат затворањето на амбулантите. Охридските лекари од примарното здравство се приклучуваат кон протестите на ЕСНАФ-от во државата. Доктор Љупчо Костовски, председател на приватните матични лекари од Охрид, напоменува дека неговите колеги ќе работат со итните пациенти. Нашата хумана професија не ни дозволува да запреме со работа, но тоа не значи дека не треба да се почне процесот за решавање на проблемите во примарното здравство, изјави за ТВМ доктор Костовски. Здравствените власти треба да го слушнат гласот на матичните лекари и да го спречат затворањето на амбулантите, бараат македонските лекари од примарното здравство со денешниот најавен протест. Лекарите се незадоволни од неисполнетите барања околу зголемување на малата капитација и финансиските шокови со кои се соочуваат, а може да доведат до затворање на амбулантите. Реагираат дека со сегашната цена на капитација по пациент не може да ги покријат трошоците. Капитацијата по пациент изнесува 65 денари, донесена пред 4 години, а во помалите места бројот на пациенти се намалува и може да доведе до клучна врата од амбулантите. Во повикот на матичните лекари за протестот се набројуваат аргументите кои го доведуваат до прашање нивното работење, наведувајќи ги покачувањето на минималната плата, високите сметки за струја на концесионерите, казните кои се изрекуваат на матичните доктори, поскапувањето на горивата и храната. Според нив, потребни се неколку реформи во нивниот сектор за да има задоволни доктори и задоволен медицински персонал. Пациентите со механичка потпора од Сдруженијето Храбро срце се уште чекаат ослободување од партиципација за здравствените услуги. Вела тоа е старо ветување од Министерството за здравство и екс-премиерот Заев, кое требаше да се исполни од почетокот на годинава, но за жал се уште е неисполнето. Пациентите со механичка поддршка на срце не добија ослободување од партиципација. Иако на Сдруженијето Храбро срце тоа им беше ветено дека ќе се случи од 1 јануари годинава. Се работи за 15 на пациенти во земјава со механичка потпора на срцето, што не представува големо оптеретување на буџетот. Од Сдруженијето велат, тоа било ветување кое го добиле пред 2 години, но до денес се уште не е исполнето. Ние пред се како Сдружение на граѓани со механичка потпора имавме упатено барање до преку владата на Република Македонија, односно преку премиерот, екс-премиерот Зоран Заев, барање за ослободување од партиципација на пациент за лекарски прегледи на пациентите со механичка потпора, односно ние сме пациенти кои што имаат пумпа на самото срце, кое што му помага на срцето да испумпа крв доволно за да ние можеме да преживееме
до онај момент додека се најде трајно решение, односно трансплантација, или има шанса да заздрави сопственото срце. Трошоците за лекување на пациентите со механичка потпора на срце се превисоки. Поголемиот дел од пациентите поради болеста се спречени редовно да одат на работа и тешко ги поднесуваат трошоците. Токму затоа од Сдруженијето бараат ослободување од партиципација. Трошоците се преголеми дури и за оние кои што се добро ситуирани, а во нашето здружение најчесто, односно не најчесто, него ниту еден не е така добро ситуиран да може да ги поднесе тие трошоци. Не сме многу пациенти, на ниво на држава сме 15-16 пациенти. Години наназад се движи таа бројка согласно морталитетот и новооперираните, бидејќи се работи за една поспецифична болест, која што во нашата држава и е нова. Тие операции, тие зафати се неколку години се прават. Исто така немаме нити посебна шифра на болест вметната во нашиот здравствен систем. Па секој едно наше барање што би го барале се поистоветува со барањата на луѓе кои што имаат неозначна срцева слабост. Националното здружение Храбро срце барањето за ослободување од партиципација го испратили и до новиот премиер, но до денес не добиле никаков одговор. Инаку 25 луѓе во земјава се уште чекаат трансплантација на срце. Во мај 2020 година, во ек на пандемија, се направи првата успешна трансплантација во земјава, а по неа уште 5. Најмладиот пациент кој доби срце од починат донор е 23 годишно момче. Иако беше најавен дека денеска ќе започне скринингот на учениците во основните училишта, кој треба да покаже колку и каде се шири коронавирусот и дали меѓу децата има асимптоматски заразени, истиот неофицијално е одложен за понеделник, бидејќи се уште се собираат согласностите од родителите. Ова прашање ми е директно поставена сега. Според информациите јас што ги имам, во среда од страната на Министерството за образование побара да дозволиме во градот Скопје, во средните училишта во градот Скопје и основните училишта да се реализира скринингот. Од страната на Министерството за образование и наука се обезбедени сите податоци кои беа потребни од директори, но да знаете дека ова постапка што ќе почне во овој период била и претходниот период реализирана. Во Министерството за здравство побара дозвола за тоа да се реализира, ние дадовме дозвола, него имаме информацијата дали е почнета во некое училиште или во некое училиште нема почнато. Денес екипа на јавното предпријатие Водовод Охрид изврши поврзување на новиот резервоар со капацитет од 100 метри кубни со новата водоводна линија во населбата Горно Коњско. Новиот резервоар за вода во селото Горно Коњско е поврзан со водоводната линија. Резервоарот планирано е да го реши деценискиот проблем со водоснабдувањето и недостигот од вода за пиење со кои беа соочени жителите на оваа рурална населба. Резервоарот има капацитет од 100 метри кубни и ги задоволува сите современи стандарди за изградба на вакви објекти. Овој проект беше предвиден во програмата за водоснабдување за 2020 година и за оваа намена од општинскиот буџет беа наменети 1,8 милиони денари. Во рамки на овогодинешната програма за водоснабдување, општина Охрид веќе ја заврши тендерската постапка за изградба на нов резервоар за вода во селото Подмолје. Градежните активности за реализација на овој проект се очекува да започнат наскоро. Министерството за животна средина и просторно планирање ја известува заинтересираната јавност дека инвеститорот општина Дебрца ја достави студијата за оцена на влијание врз животната средина за проектот реставрација на река Сатеска и пренасочување во незиното природно речно корито во општина Дебрца. Со проектот се предвидува враќање на реката Сатеска во нејзиното природно корито. Вкупната должина на коритото од разделната градба до вливот на Црн Дрим е 7796 метри и оваа должина припаѓа во две општини, општина Дебрца и општина Струга. Студијата е достапна на веб страницата на Министерството за животна средина и просторно планирање www.moepapa.gov.mk и во општина Дебрца.
Секое лице, органите на државната управа, градоначалниците на општините на градот Скопје и на општините во градот Скопје можат да го достават своето мислење во писмена форма во органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина во рок од 30 дена од денот на објавување на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина. Јавната расправи по студијата за оценка на влијание врз животната средина за проектот реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзиното природно речно корито општина Деберца ќе се одржи на 25 февруари оваа година во петок во подрачното основно училиште во селото Волино со почеток во 11 часот и 30 минути. Од СВР Охрид информираат дека пред неколку дена од водите на Охридското езеро кај Пештани се извлечени неколку неексплодирани гранати. На 15 февруари 2022 година во 12 часот и 40 минути во СВР Охрид пријавено е дека во водите на Охридското езеро кај Пештани забележани се 4 гранати. Од увидот извршен од стручен тим од страна на Дирекцијата за заштита и спасување и полициски екипи, констатирано е дека се работи за две неексплодирани минофрлачки мини со калибар од 75 мм и две артилериски гранати со калибар од 122 мм, пошто истите се безбедно подигнати за натамошна постапка. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Ситуацијата во Украина ескалира од вчера и нови наводи за напади пристигнуваат и денес. Командантот на Сдружените сили на Украина изјави дека трупите поддржани од Русија ги засилиле провокаторските акции пред безбедносната конференција во Минхен во обид да ги спровоцираат украинските вооружени сили на оган. Од друга страна, бунтовниците во источна Украина, поддржани од Руската Федерација, ги обвинија владините сили на Киев дека денес гранатирале село. Западните земји постојано ја обвинуваат Русија дека планира или потикнува инцидент во областа под контрола на бунтовниците за да предизвика повод за напад. Москва од друга страна го обвинува Киев дека планира ескалација во обид насилно да ја заземе територијата. Русија денес објави дека префрлила 10 бомбардери Сухој Су-24 од Крим во други воздушни бази во земјата и дека неколку механизирани пешадирски единици се вратиле во базите во Дагестан и Чеченија по завршувањето на вежбите во Крим. Оваа информација ја пренесе Руското министерство за одбрана на Црноморската флота. Пожар избувна на трајект кој пловел од Грција кон Италија во кој имало 288 патници и членови на екипажот. Грчки катимерини јавува дека патниците се евакуирани и дека веќе се во чамците за спасување, а нема информации за жртви и повредени. Крајбрежната стража соопшти дека на бродот имало 237 патници и 51 член на екипажот. Во спасувачката операција биле вклучени бродовиот на крајбрежната стража и хеликоптери. Фериботот Euroferry Олимпија под италијанско знаме пловел од Игуменица во Грција до пристаништето Бриндизи во Италија, а пожарот избувнал во близина на Крф во Јонското море, пренесуваат агенциите. За сега не се познати причините за пожарот. Најмалку 5 лица го загубија животот во невреме што зафати неколку европски земји, а неколку лица се повредени. 2 лица загинаа во централната германска сојузна покрајна Саксонија-Анхалт кога дрва паднале врз нивните автомобили. Во Хамбург поради невремето 3 лица се здобиле со полесни повреди на трајект кој бил погоден од брани и искршил стакло. Во Полска ветровите достигнаа брзина до 125 км на час, 2 работници загинаа, 2 се повредени кога кран се превртел на градилиште во Краков. Уште еден маж загинал во западна Полска кога дрво паднало врз неговиот автомобил. Погодена е и Чешка каде повеќе од 300.000 домакинства останале без струја, 3 деца се повредени во сообраќајна несреќа на југозападот на земјата и се хоспитализирани. Во Холандија погодена од ветрови со брзина од 100 км на час, еден полицаец е повреден при патна покривна зграда во Дуивен. Во селото Шокак во провинцијата Забул во Авганистан спасувачите веќе 3 дена се обидуваат да извлечат 9 годишен хајдар кој паднал во бунар. Момчето се заглавило на длабочина од 10 метри, а вкупната длабочина на бунарот е 25. Според извештаите на светските медиумитните служби се на терен и обезбедено е се што е потребно за негово спасување. Градежните машини моментално ја копаат земјата за да стигнат до хајдар. На социјалните мрежи кружи видео од момче кој изгледа како да може да ги движи рацете и горниот дел од телото. На момчето му доставиле храна и вода и тој наводно успеал да јаде. Веста за момчето од Авганистан ги потсети сите на трагедијата во Марока кога 5 годишниот Рајан на почетокот на месецот падна во бунар длабок 32 метри и покрај херојските напори на спасувачите кои со денови копаат да стигнат до него, момчето за жал не преживеа. Заврши првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување.